Постои голема разочараност кај граѓаните кои својот глас го дале за СДСМ поради фактот што на овие избори јасно се покажа поддршката на албанските структури кои ја доби зајав за редефинирање на државата, вели Дарко Костовски кој пренесува искуство од разочаран граѓанин кој сведочи да можев би го вратил 11 декември за да не гласам за СДСМ и за туги дворови. Скоро 70.000 гласови од албанските гласачи завршиле на контото на СДСМ по идеите на зајав за федерализација и двојазичност во Македонија, велат и дел од аналитичарите. Ми вели Даре, јас гласав за СДСМ, да не се лажеме, ти знаеш. Јас му одговорив многу брзо. Правото на глас е едно од најсилните права на човекот, од кога демократијата е начело во политичкиот систем. Ми вели, не ми беше целта тоа, јас и моето семејство направивме голема грешка. Овие неколку дена гледам што направив, каде го дадов мојот глас, зашто? Сега знам дека овој глас не беше само за СДСМ. Овој глас беше за туѓи дворови. Утре да има избори, можеби нема да гласам за ДПМНЕ, ама никогаш повеќе за овие. Го гледам оној Зекири на Косовска телевизија што зборува. Помислувам каков пазар ли е направен за нашата општина за Бутел, според поддршката која неприродно ја доби СДСМ, и ми доаѓа да можам повторно да го вратам 11-ти, затоа што навистина не се чувствувам убаво. Социјалните мрежи овие денови се полни со разочарани симпатизери на СДСМ, кои велат дека Заев им покажал како е подготвен да ја распродаде државата во соработка со криминални албански структури. На овие избори гласав со емоција, не воден од разум. Гласав за СДСМ и тоа ми е грешка. Зоран Заев ми покажа како е спремен да ја распродаде државата во соработка со криминални албански структури и странски амбасади. Албанците гласаа не поради убедување, туку поради дадена инструкција. Таа инструкција не е за унитарна Македонија. Всушност, антидржавното однесување на СДСМ продолжува и со постизборниот инженеринг, кој сака да го направи СДСМ и да ја фалсификува волјата на граѓаните преку обструкции во Државната изборна комисија, велат и функционери и луѓе блиски до опозицијата. Поранешниот председател на ДИК од СДСМ Александар Новаковски напиша дека ДИК е срам за државата. Ова е срам, нека се договорат и да не гледаме простотилуци. Апелирам до Заев и Груевски да си пуштат рака и да ги тргнат овие кловнови од сцена. Дека со вештачењето на подписот на спорниот гласач е направен правен преседан во работата на ДИК, тврди и поранешниот член од Државната изборна комисија Тања Алтанџиева. Државната изборна комисија мора да внимава на последиците од донесувањето на одлуките, во смисла на тоа да внимаваат нивните одлуки да бидат законити со оглед на политичките последици кои што таквите одлуки би можели да ги предизвикаат. На овие избори СДСМ го компензираше поразот со голем број на албански гласови, дури и од оние општини со мнозинско албанско население, по идеите на Заев пред албанската диаспора во Берн за воведување на двојазичност во цела Македонија и целосно редефинирање на државата.